Под силно полициско обезбедување во Република Српска започна референдумот на кој граѓаните треба да се изјаснат дали се за или против 9 јануари да биде национален празник, ден кога во 92-та беше прогласена Република Српска. Референдумот се одржува и покрај спротивставувањето на Европската унија и на босанските челници. Пред само една година, Уставниот суд на Босна и Херцеговина одлучи дека изборот на Република Српска да го слави 9 јануари како национален ден е неуставно, бидејќи се однесува само на еден народ, србите, во држава во која живеат хрвати и муслимани. Председателот на Република Српска вели дека не верува во најавите, дека обвинителството против него може да поднесе кривична пријава поради прекршување на Уставот. Данас е у Швајцарској држава. Денеска е важен, свечен ден и најверојатно вечерва сите ќе се радуваме на резултатите, бидејќи атмосферата е таква. Наредните денови можат да донесат и ова и она, ќе видиме како ќе биде. Босанските лидери го повикаа населението на смиреност и да не подклекнуваат на провокации. Нова тензија која ќе отиде. Референдумот ќе помине, Босна и Херцеговина ќе остане. Босна и Херцеговина нема да биде заложник на авантуризмот и волонтеризмот на Милорад Додик. Поделени се и мислењата на граѓаните. Секој има роден ден. Не постои сила што може да го смени датумот на твоето раѓање. Ние ќе го славиме овој ден и никој да не го прифати тоа. 9 јануари ќе се слави вака или онака и зошто додам на референдум. Тоа е само трошење на пари. И српските лидери Вучич и Николич се дистанцира од референдумот. Референдумот се одржува само една недела откако Европската унија го прифати барањето на Босна и Херцеговина за членство во Европскиот клуб. Светските медиуми коментираат дека политичкиот лидер Додик, охрабрен од Москва, бара да се потврди формирањето на Република Српска, која подсетуваат е формирана 3 месеци пред почетокот на војната, во која настрадаа повеќе од 100.000 луѓе. Франс Прес прашува дали ова е пробен балон на Додик, кој планира референдум за независност во 2018 година. Од друга страна, опозицијата тврди дека Додик го користи одржувањето на референдумот пред локалните избори, кои се закажани за 2 октомври.